Утре започнува Макфест, кој годинава одбележува 40 години од постоењето. Јубилејното издание ќе има и поинакви организацијски димензии. Оваа година имаме 3 вечери, за разлика од минатите 3 години кога работев на Макфест. Ја додадовме третата вечер со познати изведувачи од кои настапиле порано во Макфест, оставиле Евергрини или победиле на истиот фестивал. Така да првата вечер ќе си бидат како и секогаш дебитантите кои ќе се надпреваруваат кои најдобри 4 песни според гласови на публика и жири ќе влезат во втората вечер со познатите, а третата вечер ќе бидат изведувачите кои оставиле некој печат на оваа сцена. Ден пред почетокот организаторите велат дека публиката ќе биде изненадена и задоволна како од визуелниот, така и од аспект на квалитетот на композициите. Сценографијата овој пат исто ќе идеме на модернизација и визуализација. До сега имаме најмногу лет екрани до сега што имал Макфест. Имаме добри анимации, тоа беше мојот дел, работев на сите песни на анимациите за да бидат синхронизирани и да изгледаат како што изгледаат сите светски фестивали. Што се однесува до песните, на конкурсот ги биравме, бевме 5 члена комисија, составена ја бев таму, Роберт Саздов, уметничкиот директор, Владо Јаневски, Тамара Тодевска и беше представник од општина Штип. Сите гласавме за пристигнатите. Јас секогаш кажам дека секогаш може и подобри композиции да има, од тоа што пристигна, од тоа што беше слободно во тој, ние тоа го избравме според нашите вкусови, што мислиме дека е најдобро. Јубилејниот Макфест ќе собере голем дел од неговите досегашни звезди изведувачи и победници кои ревијално ќе се појават. Во третата вечер ќе ги имаме пејачи што не сме ги виделе одамна, како на пример Мики Ивановски Џафер ќе пее Сонце за три света, Трајче Манев ќе пее, исто така ќе настапи Гиш, ќе настапи Владо Јаневски, Олгица Христовска, Силви Бенд, Росана ќе биде исто, Коки ќе испее виолина и гитара, Ристо Самарџиев, многу кратен победник на Макфест. За жал Макфест има многу хитови, не можевме сите да ги офатиме, онда би требало да трае 5 сати и да пеат повише од 50-60 евергрини. Во досегашните 40 изданија Макфест продуцираше над 1000 композиции, од кои барем 100 веќе се вброени како вечни македонски хитови.